Тоа што во 2012 година сушата и горештините го десеткуваа оризопроизводството и што во тековната 2013 година ненавременото наводнување ги намали приносите, е причина земјоделците од општина Чешиново облешува што побрзо да ја остават зад себе и да ја заборават оваа за нив неуспешна година. За среќа останаа субвенциите од државата да ги санираат нивните земјоделски буџети, колку да го пребродат периодот до новата реколта. Ланската година беше проблем сушата, јака жега, оризо се крши. Ова година е проблем со оваа новата површина која е меѓу асфалтот, Штип, Кочани и железничката пруга, касно пуштањето на вода и оризот е катастрофа, скоро речи 50% не е ни ожнеан, а она што се ожна нема ни 10% рандаман да се добие, а тоа е се резултат на касното пуштање. Не може оризо да се сее на 1 јуни. Да, бидејќи наша препорака е да се максимум да биде сеидбата завршена 15 мај. Со откупот се добро сега за сега движи и добра е цената. 62 динара кило бел ориз зимат. Против природата и против тоа што е од Господ не можат да се борат, но за земјоделците е најважно човечкиот фактор да не затаи кога е најпотребно, за да се оствари планираното производство и да се реализираат приходите. Затоа нивните очекувања од 2014 година се оптимистички. Очекуваме да не се повторе 2013. Односно да биде поубава. Да биде поубава, да биде на време сеидбата, да откупот како сега што тече, да речеме на белиот ориз, да тече и идната 2014 година. Земјоделците малку ќе жугат. Активностите кои и од страна на државата и од страна на земјоделците се преземаат преку реализација на повеќе суштински проекти, неминовно ќе го подигнат квалитетот во оризопроизводството, што ќе значи и поголема исплатливост и доходовност.